Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. 90 години традиција, 90 години победи и порази, 90 години иновација, исполнети со многу страст, многу љубов страна мотоспортот, се одбележува една одлична традиција на домашното Гран При на Ферари со најдобар можен начин, а тоа е пол позиција, четврта во неговата кариера за Чарлс Леклерк. Одлично денеска возење, иако сите бевме светоци на оваа комична ситуација во Q3, кога 7 од вкупно 9 болиди кои беа во игра за пол позиција во последната квалификацијска сесија не успеа навреме да ја поминат онаа стартна линија за да може нивниот круг да биде важечки. Само Карлос Саинц малку го подобри своето време, меѓутоа на вистина комична ситуација, но сепак сосема заслужено. Одлично возење цел викенд, одлично возење и денеска во сите три квалификацијски сесии. Браво Чарлс Леклерк. Детево уште еднаш докажува дека на вистина пред него престои светла иднина во светот на Формула 1 и се надеваме дека ќе го видиме многу наскоро со многу повеќе победи и во борба за титула, ако не оваа сезона. Се надеваме дека следната сезона Ферари ќе се ја заврши домашната задача многу подобро него оваа година и на вистина ќе му даде болид на овој млад талент, на овој млад дечко за борба за титула. Ке повторам, комична ситуација, ја не се сеќавам кога сум видел волку болиди. Се случувало болид или два да не успеат навремено да влезат, тоа го имавме неколку пати оваа сезона. Меѓутоа, 7 од 9 болиди да не поминат навреме стартната линија за да можат да влезат во летечки круг е навистина комично за тимовите во Формула 1, за целата онаа стратегиска група која работи зад мониторите со сите своји алатки на располагање, но тоа е што е. Возачите можеби премногу време загубија во тоа позиционирање, кој иде прв, кој иде втор. Сите знаеме дека позиционирањето, особено во последниот круг, во последната квалификацијска сесија, е на вистина значено. Користите за ветрина, користите за греана патека од пневматици, од моторот, така што во таа стратегиска битка на крај 7 луѓе изгубија. Чарлс Леклерк доби пол позиција, иако ќе повторам, секако многу заслужено. Меѓутоа, ајде да направиме еден краток осврт на квалификациите од самиот почеток до крај. Видовме дека Верстапен не се ни помачи да постави време, он сега ќе стартува од последниот ред заедно со Ландо Норис поради промена на моторните единици, односно Honda ја инсталираше четвртата спецификација во болидот на Макс Верстапен, подобрена верзија која овозможува конечно и вистински квалификацијски мод на тој мотор. Понатаму стандардните Кубица и Расел, па го имаме Перес кој излета и предизвика црвено знаме и го имаме Грожан. Меѓутоа Перес пред излета успеа да постави и едно валидно време. Потоа во втората квалификацијска сесија Джиовинаци, Магнусен, Кивијат, Норис кој ќе стартува, реков, последен поради промена на неговиот Рено мотор по она несреќно откажување во последниот круг во Спа, кога беше пети речиси цела трка, и Гасли со Торо Росо го заокружува оние кои излета во Q2, односно испадна од Q2, да не бидам погрешно сватен, и Q3, како што напоменавме, црвено знаме, Кими Рајконен излета од параболика во последниот свиок, предизвика штета на неговиот болид. Ќе видиме дали ќе стартува утре 10, бидејќи доколку треба да промени некој од компонентите на својата моторна единица, не сум сигурен колку има во неговиот така наречен пул или оној базен на достапливи делови за моторот, дали има доволно за да смени без пенал. Тоа треба да проверам, да видам. Во овој момент ја немам таа информација, затоа се извинувам. Меѓутоа ќе видиме дали Кими ќе стартува како 10, доколку нема некаков пенал. Да, доколку има пенал, тоа може ли е 3-5 места или да стартува последен или од боксот, доколку и задната суспензија е премногу оштетена, па може би ќе треба да се менува и самата шасија. Ќе видиме. Пол позиција Чарлс Леклерк, второ место Хамилтон, трето место Валтери Ботас. Овде мерцедесите утре ќе гризат многу. Е лошо би рекол за Чарлс Леклерк што Себастијан Фетел не успеа да влезе во летечки круг и да го подобри своето време, бидејќи вака Чарлс Леклерк ќе биде изложен на агресивна стратегија од страна на тимот на Мерцедес. Ако Себастијан Фетел не успеа на брзина да се вмеша помеѓу двата болида на Мерцедес, тогаш ќе го остави буквално Чарлс Леклерк сам на фронтот и ќе можат Хамилтон и Ботас да му го направат она што му го направија на Макс Верстапен во Унгарија. Значи, многу е битно на патеки како Монца, каде што, иако се станува збор за брза патека на која има можност за огромен број на претекнувања, меѓутоа многу е битно кога имате болиди кои се со слични перформанси
кога решаваат неколку десетинки да имате два болида во игра за да можете да се браните и да напаѓате со различна стратегија, да ги користите двата возача за да може да се покриваат. Доколку Себастијан Фетел остане четврт, може би со андеркат да влезе пред болите на Мерцедес, па да ги примора болите на Мерцедес на поран питстоп, така што би му дал на Чарлс Леклер доколку остане прв утре по стартот, малку слободен простор, па не знам, ќе видиме. Тука е таа интересна магија во Формула 1, тука доаѓа стратегијата до израз. Меѓутоа ќе повторам, многу круцијално значење утре ќе биде стартот, особено дали Себастијан Фетел ќе успее да се вмеша во борба со Мерцедесите. Ако не се вмеша, тогаш ќе остане Чарлс Леклер сам да се брани помеѓу двата Мерцедеса и тогаш Мерцедес има слободна стратегија тука да игра како сака. Навистина ќе биде интересно. Пето место, само да видам кој заврши пети. Значи тоа е Даниел Рикјардо со Рено и Нико Хункеберг шести, исто како во СПА, одличен резултат за Рено на квалификациите, меѓутоа видовме и во СПА нивното темпо во трка е навистина очено, особено кога плематиците ќе почнат да го губат својот потенцијал. Ќе видиме утре како тоа ќе остане. За утре се предвидува релативно стабилно време, оние најави за дожд сега се намалени, меѓутоа ништо не се знае. Карлос Саинц со Мекларен седми, по оној лош викенд кога во првиот круг во СПА откаже неговиот мотор, односно неговиот болид. Албон со Red Bull се извинувам по навик, рече Торо Росо, само 8 време и он беше жртва на она глупо што е направи, што не успеа да влезе во летечки круг. Ланс Строл 9 и ќе видиме, реков, останува Кими Реконен, дали ќе добие некој пенал ако е потребно да смени некој дел од својот болид. Што мислите утре, ќе успее ли Чарлс Леклер да задржи првата позиција? Ќе успее да донесе радост на тифозите на домашното Гран При за Ферари, за сите италијанци и за сите фанови на Ферари во целиот свет? Знам дека во Македонија Ферари е навистина исто символ на мотоспортот, многу умина од Македонија навиваат за Ферари, така што ќе успее ли, што мислите, коментирајте битно ми е вашето мислење, што ќе се случува утре, што мислите, ќе успее ли да се одбрани од Мерцедесите, ќе успее ли да граби напред, што е со Себастијан Фетел, може ли Себастијан Фетел да се вмеша во игра за победа или за подиум, како ќе вози Макс Верстапен, дали ќе биде агресивен веднаш од самиот старт или ќе почека малку да се разреди колоната, па потоа еден по еден да ги цепка болидите напред. Кажете, има ли шанса некој друг од средината, Рено, ќе успее ли да задржи или ќе падне повторно во перформанси? Може ли некој од Хас да изненади? Може ли Мекларен повторно да извади добар резултат? Коментирајте, лајкувајте, шерувајте го видеото, направете субскрајб доколку немате направено до сега, тоа навистина му помага на каналот. Уште еднаш ви благодарам за поддршката и доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, гледајте ги понатаму, а ние утре се гледаме со почеток од 15 часот и 10 минути по македонско време да го проследиме домашното Гран При за Ферари, големата награда на Италија, на легендарната Монца. Ви благодарам уште еднаш и поздрав!